Газ за работа на скопските топлани има за уште само 6 дена. Власта повторно потврди, па наместо да набави газ до крајот на грејната сезона, продолжува да купува месец за месец. Само една понуда за газ за скопските топлани пристигнала на адреса на државните електрани. Макпетрол повторно се јави со количини и цени за потребите на АДА ЕСМ. Другите понуди биле некомплетни, велат од државната компанија. Сепак, во обид да се избегне скапата понуда од Макпетрол, сега ЕСМ ќе чека останатите 3 фирми да ја докомплетираат документацијата со надеж дека ќе се плати помалку. Ваквите маневри во 5 до 12 прикупување газ можат скапо да ги чинат скопјани кои би можеле да останат без парно грејење од 1 ноември. Управниот одбор го задолжи ЕСМ Продажба да ја појасни информацијата преку испраќање допис до трите компании со барање да ги допрецизираат своите информации кои ги испратиле и истите да достават конечни понуди за месец ноември за работа на топланите Исток, Запад и Енергетика и понуди за евентуално вклучување во режим на работа на приватната гасна електрана Тето, од која исто така е побарана информација дали тие самите имаат обезбедено природен газ и за кој период. Рокот за доставување на понуди истече во петокот минатата недела. Засега не се знае кога и дали навреме би се склучил договор за ново снабдување. Газ за работа на топланите има за уште 6 дена. ЕСМ повторно ќе купува газ месец за месец, а не за цела грејна сезона. Претходно беше посочено дека поради превисоките цени на газот, поисплатливо е да се купува на пократки периоди за да се заштеди. Премиерот Ковачевски вели дека ако има поволни понуди и приватната Тето може да купи газ по пониски цени. Доколку има понуди со соодветна цена од која се произведува прифатлива цена на електрична енергија, ќе може да склучат договор и да се произведува електрична енергија, така да сите одговори во делот на процедурата за прибирање на понуди, евалуација на понуди може да ги дадат од компанијата, бидејќи владата не учествува во евалуација на понуди за енергенција. Директорот на ЕСМ Ковачевски претходно уверуваше дека очекува 2 до 3 сериозни понуди. Меѓу нив и швајцарската ПГО, инаку предлог на опозицијата требаше да излезе со поволна понуда. Неофицијално и 2 странски компании биле заинтересирани да понудат количини по пониска цена од онаа по која Макпетрол му продаде газ на ЕСМ за последните 2 недели од октомври. ЕСМ бараше над 250 милиони кубни метри газ за да може цела грејна сезона да работат двете топлани Исток и Запад, но и Тето. Ако не се набави газ на време, втората опција е дизел. Надлежните уверуваат дека топланите се подготвени за работа на дизел. Ќе има јавна набавка, но доколку таа не се финишира на време, ќе се обезбедат количини на дизел од државните нафтени резерви.